Почитувани, здравството во Македонија тоне од ден во ден. Го допревме дното, со лоши услови за работа, напади на медицински персонал и измалтретирани пациенти. Што се случуваше деновива? Нападнат медицински персонал на клиниката за токсикологија. Нападната медицинска сестра на Карел. Напад на медицинско лице на детската клиника, а претходно скандал со претепаната медицинска сестра во детската болница Козле. И додека ова се случува, Министерот за здравство бара помош за обезбедување на јавните здравствени установи од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Почитувани, дали Министерот за здравство воведува вонредна состојба на клиничкиот центар? Замислете, не му се давале пари за ангажирање за агенција за обезбедување на клинички, па затоа разговара со колегите од МВР и од одбрана. Сака војска и полиција да патролираат низ кампусот клиники. Срекна нова 49-та, почитувани. Министерот за здравство Филипча сака да се најдат лица кои се плаќаат од буџетот, меѓутоа од друго министерство. Тој со ова покажува дека воопшто не му е грижа за медицинскиот персонал, а секако не му е грижа и за пациентите, зашто во вакви пресметки, кога граѓани од различни причини напаѓаат медицински персонал, секој може да настрада. Министерот смета дека да се плати обезбедување за здравствените установи е премногу скапо. Односно, безбедноста на докторите, сестрите, пациентите е премногу скапа. Но не смета дека е премногу скапо кога планира 35 милиони евра годишно за биохемиски реагенси и за тоа кој ќе го добие тендерот, ниту пак смета дека е скапо да се плати 1,5 милион евра за лубриканти. Тогаш тој многу се грижи за парите. Постапките говорат дека кадрите на СДС се однесуваат исто како аболицираниот криминалец Зоран Заев. Ваквото однесување е само уште еден доказ дека станува збор за криминална и однародена власт. Време е веќе да се стави крај на ваквото министерување на Министерот за здравство. Време е да се стави крај на уништувањето на здравствениот систем. Филипча мора да замине.